во однос на предрасудите кон пазарот на капитал и берзата би спомнал еден парадокс кој што го има во моментов на македонскиот пазар на капитал, а тоа е дека имаме ситуација да речам принос на еден депозит во евра орочен на една година има нека каматна стапка од прилика од 3 до 3,5% во зависност од банката во која што се орочува депозитот. А во исто време имаме обврзница која што котира на македонската берза, државна обврзница, значи исто така гарантирана од државата, како што е гарантиран и депозитот, нели? Во девиза која што има принос од некои си 5-6%. А во исто време од брокерите добивам информации дека речиси да нема клиенти кои што купуваат таа обврзница од инвестициски побуди. Значи сето тоа се некои неефикасности на пазарот кои што се јавуваат и кои што треба на кои што ние во моментот кој што сме останати на пазаров на капитал, за жал останати ќе кажам, пошто некако све помалку и помалку сме секоја година, треба да ги коригираме и да им ги предочиме на клиентите како ситуации. И нормално слушајќи ги нашите совети да ги позиционираме така да ги остварат своите финансиски цели кои што се поврзани со нивната инвестиција. Благодарам. Можеме да заклучиме дека најголем дел од реформите кои што ги очекуваме за да се зголеми тргувањето на македонската берза се поврзани со регулативата и однесувањето на некој начин на тоа што државата би требало да направи и што во делот на однесувањето на институционалните инвеститори треба да се промени. Сосема на кусо, по ваша волја, кој сака може да одговори, дали постои нешто што би им го препорачале на компаниите, кое што на некој начин е и забелешка на нивното однесување, а кое што би помогнало во зголемување на тргувањето на македонските берзи? Значи, нешто спомнавме, мислам дека со вас, директор, разборувавме, доколку сакате може да го споделите? Па она што и претходно го напоменавме, како дел од оправданоста на инвестицијата треба да биде и корпоративното управување на компанијата. Значи, многу е битно да институционалниот инвеститор добие информација за иднината на компанијата во која што треба да инвестира. Македонската берза, и тоа го поздравувам, во 2007 година воведе определени правила за сите котирани компании да мораат да имаат правила или кодекс за корпоративно управување, но сепак тие кодекси и тоа корпоративно управување не соодветствува на она што навистина треба да се случува. Ретки се компаниите во Македонија кои што имаат своји планови за развој, своји таргети, своји цели, а од друга страна мислам дека воопшто и немаат да кажеме дивидендна политика или начин како ќе се однесуваат со малцинските акционери. Бидејќи по дефолт, ние како институционален инвеститор, како пензиски фондови, не смееме да вложуваме повеќе од 10% од пазарната капитализација на компанијата, што значи по дефолт, по закон, ние сме малцински акционер. Како корпорацијата, односно компанијата ќе се однесува и се однесува со малцинските акционери е многу важно прашање за донесување на определена инвестициона одлука. Покрај нормално работењето на компанијата, нејзините резултати, дивидендната политика и така натаму. Така да би сакал да упатам една порака до компаниите во Македонија дека треба да го засилат корпоративното управување, кое што подразбира планирање, управување со идниот развој на корпорацијата. Благодарам. Дали има уште некој кој би сакал да... Значи, Бојан говореше пред се од аспект на инвестирање, значи институционални инвеститори, дали се тоа инвестицијски фондови или пензијски фондови, за инвестирањето во одредени компании. Јас би сакал малку да го искоментирам обратниот процес, пошто тие се пензијски фондови, значи ги трагаме на страна околу отворените инвестицијски фондови. Значи, без оглед на тоа што е веќе трета година постоиме, четврта веќе, тука и колегата
од Илирика, значи може слободно да кажам дека до овој момент ниту еден финансов директор или представник на некоја компанија во Македонија не се обратил кај нас чисто информативно да види како може алтернативно дел од средствата кои што, пазите, ние ги гледаме билансите и отприлика знаеме која компанија располага со вишоци и тоа се провлекува континуирано низ годините. Зошто се тие вишоци не ги коментираме, но можам да кажам дека години уназад тие вишоци завршуваат како депозити во банки, значи не се искористуваат за некои инвестициони проекти, никој пат не пројавуваат било каков интерес за да најдат некоја алтернатива, значи како што кажав, инвестирањето во инвестициони фондови за 100% од средствата по мене не е добро, иако сум представник од тоа, секој пат треба да постои таа диверсификација на средствата, значи на дел од средствата да ги инвестира на еден поинаков или различен начин. Значи вие денеска во ова ниво на информации не може да кажете дека не сте знаеле, поготоа ако представувате некоја компанија која што котира на македонска берза или ајде нека не бидат тие, значи не мора да котира на некоја берза, значи реално водите некоја компанија која што има можеби годишен промет од 4, 5, 10 милиони евра, а на крај не знаете за предностите, ајде да и кажем и слабостите на инвестиционите фондови, зависно од тоа кој циклус од годината или од животниот век на таа компанија е карактеристичен за конкретниот субјект, да не ги знаете алтернативите. Значи, еден и единствен избор за вашите слободни средства да се, не знам, финансиските инструменти со фиксен принос. Значи, во Македонија најголемиот проблем по нас, покрај едуцираноста или неедуцираноста, е немање на диверсификација на средствата. Значи, вие од една страна имате преку 3 милиарди евра на субјектите правни и физички лица во деловните банки и од прилика 3 до 4 милиони евра средства во отворените инвестициски фондови. Значи односот е сите 3 милиарди во однос на 3-4 милиони 0,1% од вкупните средства. Значи каматата ако ја земете на тие средства по годишно ниво е неколку пати поголема од средствата кои што се имаат во отворените инвестициски фондови. Поголем дел од тие средства можеби требаат за тековна ликвидност, значи за обврски до година ден. Но јас сум убеден дека секој пат 5 до 10% од тие средства се средства кои што барем во делот на физичките лица се наменети како некоја заштеда за поодминати години, фонд за школување на дете, задоволување на некои итни непредвидени потреби. Луѓето едноставно се плашат да побараат информација, уште повеќе се плашат од тоа непознато или инвестициони фондови да превземат конкретен чекор, пак ќе кажам, за диверсификација на некој мал дел од тие средства. Благодарам. Во овој дел би сакал да ја повикам публиката, доколку има некое прашање до нашите панелисти во однос на делот нивните заклучоци, апели, коментари. Повелете. Доколку нема, би можеле да заклучиме дека и нашите панелисти кои што се еден репрезент на голем дел од инвестиционата јавност сакаат повеќе, гледаат алтернативи и можности за тоа дека на нашата берза, на македонската берза може повеќе. Останува се она што го спомнавме и заклучивме тука да стигне до оние на кои што беше тоа насочено и да се надеваме дека многу скоро првите сигнали за заживување на македонската берза ќе појдат токму од нашите панелисти. Благодарам на вниманието.